Добар ден и од мене, ова е почетокот на магазинот за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Што се тоа хемангиоми и зошто се јавуваат кај бебињата и кај децата? Оваа промена понекогаш може да изгледа застрашувачки, но дали е опасна или пак е бенигна? За сето ова подетално денешната гостинка, доктор Розета Соколова, детски хирург од Универзитетската клиника за детска хирургија во Скопје. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Што се тоа хемангиоми и лимфогиоми? Самите вие кажавте, хемангиомите се бенигни тумори. Тоа се тумори од васкуларно потекло, значи дека се состојат од крвни садови кои што имаат патолошка градба, нели во внатрешноста на зидот на крвниот сад, меѓутоа и аберантни, некогаш и додатни крвни садови. Лимфангиомите, или поточно кажано, нели по медицински, малформација лимфатика, представуваат патологија од лимфни садови, кои што се исто така од васкуларно во групата на васкуларните аномалии кај децата, меѓутоа имаат сосема различни патологија и мислам текот на еволуцијата на хемангиомите и на лимфангиомите и се разбира дека начинот на терапија е различен и кај едните и кај другите. Кога ќе се спомене тумор, родителите веднаш помислуваат на најлошото, се поврзува со стрес и страв. Дали секогаш се работи за бенигна промена? Не мора да значи. Зборуваме сега за хемангиомите како почеста патологија. Ќе кажеме почеста патологија, зашто дури е познато дека инциденцата, односно застапеноста на овие тумори од васкуларно потекло е некаде дури до 10 до 12% кај доносените доенчиња, односно новороденчиња, нели? Меѓутоа, познато е процентот, например, да се зголемува многу повеќе кај недоносените деца, кај децата со мала родилна тежина, многу почесто, например, ги има кај белата раса во однос на црната раса. Се смета дека црната раса да имаат некои бета блокери кои што не дозволуваат повеќе ваков развој на хемангиоми. Меѓутоа, лимфангиомите е сосема другата патологија, така да ќе кажеме понатака како. Така, имаме време, сега ќе се задржиме на почетокот на емисијата на хемангиомите, точно ли дека почесто се јавува двојно повеќе кај девојчињата отколку кај момчињата? Двојно повеќе, да, дури 3 пати. 3 пати напрем еден се девојчињата застапени во однос на машката популација, меѓутоа во некои статистики, да кажеме светски литератури што се опишани студии, дури 4 напрем 1 имаме застапеност на девојчињата во однос на машката популација. Е сега карактеристично дека тие се јавуваат обично првата или втората недела после раѓање. Ги немаме на самиот старт, за разлика од лимфангиомите, каде што децата се раѓаат со лимфангиоми. И истите, например, може да бидат, имаме случаеви сега со нашата нели напредната технологија и интраутерино да се диагностицираат лимфангиомите. Јас пак ќе напоменам пред популацијата, поточно да се каже малформација лимфатика, меѓутоа домаќинето е кај нас лимфангиоми, па и ние го потребуваме како лимфангиоми. Тоа е. Кога зборуваме за хемангиоми, како тие изгледаат? Каква форма имаат? Каква може да биде нивната големина и слично? Еве, овој дел од разговорот може го подкрепиме и со видеоинсерти, за да може и да се пообјасни. Хемангиомите се најразлични по големина. Може да бидат од точкасти, мали, како спајдер невушчиња ги викаме, нели, многу малечки, меѓутоа може да бидат и многу големи. Обично се распространети, обично, што не мора да значи. Сега да не навлегуваме, нели, во самите финеси на хемангиомите, меѓутоа според неуроектодермалното потекло, еве го ова детенце. Например, може да биде фронтотемпоралниот, односно очниот дел, на главчето да биде на горната вилица, на долната вилица, обично се како ова слика што покажува на главчето. Некаде 60% се смета дека може да бидат и се локализирани на главата и на вратот. Ова е еден голем хемангиом на лицето. Другите проценти, 15% некаде ги наоѓаме на екстремитетите и останатите на другите делови на телото. Значи, според локализацијата зборуваме така. Откако ќе се појават, дали тие почнуваат да растат? Так, значи еволуцијата да ја споменеме. Откога ќе се појават, ова е за детенце со палпебра, не го видовме, добро, не е битно, тоа им треба да правиме, секогаш мораме да кажеме за хемангиомот и сакам да нагласам дека ни треба тим еден на лекари. Значи тим од педиатри, тим од детски хирурзи, ни треба очните лекари, било која локализација, например да е локализиран хемангиомот, односно туморозната формација, оториноларинголог, офталмолог и така натаму, мораме да имаме еден тим кој што ќе се занимава со оваа патологија на децата.
Така, значи болеста се развива во неколку фази, на почеток расте. Во почетокот расте. Првата рековме обично 2 недели ги немаме овие хемангиомчиња, не се појавуваат, после почнуваат веќе во првиот месец. Ние викаме ова фаза на раст на хемангиомот или брз раст на хемангиомот некаде до 6 месечна возраст на детето. Од 6 месеци до 9 месеци имаме фаза една на плато, односно тој стагнира со својот раст, нели? И после 12-та година започнува веќе регресијата на самиот тумор. Меѓутоа, зависност, нели, збориме сега за најголем број на случаеви од хемангиомите, компликациите можеме, се разбира, ако имаме време да ги споменеме и подоцна. После 12-тиот месец, регресијата или еволутивната фаза на хемангиомите, тогаш веќе ние како хирурзи можеме да интервенираме во најголем број на случаи, меѓутоа сепак и чекаме. Знаете како викаме, до 3-та година 30% се повлекува, до 5-та 50%, до 7-та 70% инволуираат овие хемангиоми, до 9-та 90%. Меѓутоа, остануваат и некои секвели, за жал, нели, кај деца. Тие може да бидат, например, неквалитетна кожа, пигментирана кожа, може да причинува естетски дефект на детето затоа што се наоѓа на централниот дел на лицето, тогаш ние интервенираме како хирурзи во тој дел на инволутивната фаза. Само да напоменам дека ова е само една од индикациите за хирургија, нели, во инволутивната фаза. Така, ќе стигнеме до тој дел, само да проговориме и за причините поради кои што се појавуваат, има ли генетска основа и кои се најчестите заблуди поврзани со причината за појава на хемангиоми. Некои родители сметаат дека во текот на породувањето бебето било повредено. Оние пак што се суеверни, пак веруваат дека мајката во бременоста посакувала да јаде некое црвено овошје, јагода или малинка, па се допрела за стомакот. И тоа е веќе повеќе вековно убедување кај населението. Така, секогаш имало и ќе го има тоа. Точната причина за развој на хемангиомите не е позната. Се смета дека имаат одредени семејства некоја предиспозиција за развој на хемангиоми, мајката, бабата, внучето и така натаму, меѓутоа сепак точната причина не е позната. Во светот се опишани неколку теории за појава на овие хемангиоми и најдени се, нели, резултати дека во хорионските ресички на плацентата кај мајката се најдени некои циркулирачки антитела кои што даваат стимул за развој на овие хемангиоми, така да кај мајки кај деца кои што имаат хемангиоми и каде што е правена биопсијата на ресичките на плацентата, нели, се најдени овие причинители за хемангиоми. Меѓутоа и тоа не е докажано кај некои деца, например, нели, негативни се резултатите. Друго се смета дека инфаркти на мајката, преекламсијата во бременоста дека може да бидат причина. Сето тоа доведува и оди кон развој дека самата причина за хемангиомот е стимул, односно хипоксија на самото ткиво, кој што делува од околината за развој на хемангиомите. Може ли детето да има повеќе од еден хемангиом? Така, детето може да има повеќе од еден хемангиом, може да има, нели, 1, 2, 3 и така натаму. Доколку се појави еден хемангиом, го викаме еден солитарен или сам хемангиом. Меѓутоа може да имаме на самата локација еден поголем, па околу него како сателити хемангиоми. Сега знаете што има, например, разлика, имаме една состојба која викаме дифузна неонатална хемангиоматоза. Тоа значи дека детето има повеќе од 3 до 5 хемангиоми кои што ги гледаме на кожата, меѓутоа имаме хемангиоми на висцералните органи. Најчесто може на хепар, може да биде на слезинка, може да биде на белиот дроб, може да биде сме имали хемангиоми на црева, мислам поеден или кој што е причина за крварење и така натаму. Тоа е дифузна неонатална хемангиоматоза. Има една состојба која викаме бенигна неонатална хемангиоматоза, која немаме атак на висцералните органи, него имаме само повеќе од 3 до 5 кожни хемангиоми кај детето. И се разбира дека кога ќе дојде во амбуланта, нели, гледаме и мора да направиме ехо на стомачето, ехо треба да се направи на мозочето, да не имаме и таму локализација на хемангиомите. Ехо на палпебра, како што ги видовме минатите, нели, дечиња со очињата со хемангиоми, дури ехо на орбита се препорачува доколку е можно и така. Дали децата чувствуваат некоја нелагодност, некоја болка? Чувствуваат ли хемангиомот? Тоа се мали дечиња кои не можеме, нели, да комуницираме сето тоа, меѓутоа компликациите кои што се тоа се крварењето, зависност, нели, од негата кој кого го негува случајно или што викаме акцидентално да може да се повреди овој хемангиом, па да настане крварење и веќе тогаш во неонаталниот период. Болката не може да ја опишеме во зависност, нели, ако се само од кожни хемангиоми. Доколку е на некое
незгодно место, хемангиомот, што се препорачува тогаш? Родителите што треба да прават? Треба ли некоја посебна нега доколку крвари тој хемангиом? Доколку крвари, доколку што споменавте вие на незгодно место, тоа значи дека тоа се хемангиоми кои што се лоцирани, ние велиме оние кои што дават пореметување на видот, пореметување на дишните патишта на носето, пореметувањето на устичката, каде што е невозможно, односно тежното хранењето на децата, и тука спаѓаат хемангиоми лоцирани на генитоуринарната регија, затоа што тоа детенце е постојано или во памперс, со пелени, така, и тие доведуваат до мацерација, односно уцерација на самите хемангиоми, веќе тука се појавува таа болка и посебен третман има со преврски, со доаѓање или на посебни контроли доколку одиме конзервативен став на хемангиомите. Доколку прави крварења, чести уцерации, ги споменавме овие регии кои што доведуваат нели до отежнато функција, пореметување да кажеме на функцијата на органот, општо да ги броиме, нели? Тогаш треба да интервенираме ние хируршки, меѓутоа во пораниот период, во тој развој не на регресија, него кога инволвира самиот хемангиом. Дали третирањето, методата на лекување секогаш е хируршка, односно оперативна? Не. Секогаш сега нашиот став е, ние викаме за хемангиомите да се чека и да се следи. Да се гледа, нели? Wait and see. Тоа е развој на овие најголем број, преку 90% на хемангиомите. Меѓутоа, споменавме уцерацијата, односно мацерацијата нели на хемангиомите, тогаш ние интервенираме хируршки, прво одиме со конзервативни, преврски, колку можеме да интервенираме да тој хемангиом самата природа си го смали, за да подоцна нашата хируршка интервенција биде во многу помали размери. Да не вртиме кожи, да не трансплантираме кожи. Сепак тој оживок ќе биде, разбирате, за цел живот на детето, доколку немаме некоја апсолутна хируршка индикација. А во кој случај се применува кортикостероидна терапија? Кортикостероидната терапија е во групата на конзервативен третман на хемангиоми, тоа значи во тој период на првата година го применуваме, порано се применувало многу повеќе и на нашата клиника имаше студија за употреба на кортикотерапија, меѓутоа во денешно време се повеќе се одиме кон другите лекови. Сега јас би го споменала пропранололот, кој се разбира дека во корелација со нашите колеги од педиатрија го употребуваме. Зашто се работи? Значи тоа не е кортикостероид. Да, тоа не е кортикостероид, е бета блокер кој што се дава за децата, во првата годинка нели на развој на хемангиомите, затоа што доведува точно како делува, се смета дека предизвикува вазоконстрикција на тие крвни садови и дека доведува до инволуција на самиот хемангиом. Сега ми асоцираше ова пропранололот нели како лек и така. Прв пат е откриен во Бордо, во болницата нели во Бордо, како го откриле луѓето, давале педиатрите на деца кои што имаат срцеви мани, давале ова пропранолол како бета блокер. Меѓутоа виделе дека каде што го потребуваат кај дечињата кои имале хемангиоми, доведува до сама регресија пропранололот на хемангиомите. Така да е случајно откриен и за ова револуционерно после нели откритие е прифатено низ целиот свет и е прифатено таа меѓународна институција за интраваскуларните аномалии за пропранолот како лек за избор метод на конзервативен третман на хемангиомите. На каков начин се аплицира? Дали пропранолот може да се аплицира, прво имаме перос, значи системски да се аплицира и да делува на целиот организам. Меѓутоа сега имаме и креми, пропранолол крем, а имаме и капки тимолол. Сега да кажам дека мора децата нели да ги спратиме прво на педиатар. Имаме консултација, имаме нели корелација со педиатрите, затоа што сепак тоа не е некој беззначаен нели лек. Како секој лек и он дава негативни ефекти. Системски ефекти досега негативни кај децата сме немале, затоа што тоа се минимални дози од 0,5 па до 1 до 2 милиграми на килограм телесна тежина што ги даваме. Меѓутоа мора да се следи работата на срце и да се прави нели контрола на крвната слика. Зошто? Затоа што пропранолол дава брадикардија, односно намалување на срцевата работа, дава пореметување на шекерот во крвта, така да во терапијата мора да се следи ова дете нели како реагира на реакцијата на пропранолол. Дали 100% на ваков начин може да се отстрани хемангиомот? 100% не би рекла. Ние нашата статистика што имаме ке деца кои што се лекувани со пропранолол, во подоцнешниот развој сме немале хируршка интервенција. Меѓутоа имаме деца кои што не треба на пример да употребуваме пропранолол, затоа што ние не можеме на дете кој што има хемангиом кој што воопшто не делува, на функцијата, не му представува никакви тегоби и така натаму, само да нели да даваме терапија.
Обично, значи, ке деца со пропраност, до сега сме немале хирушка индикација, меѓутоа ви викам, ни треба време, нели, за развој, затоа што сепак нашата хирушка интервенција е во подоцнешниот период, во таа инволутивна фаза на хемангиомите. А на која возраст најчесто почнува да се дава овој лек? Овој лек е во почетокот. Во почетокот, да. Како новороденче почнуваат, односно како доенче. До годинката веќе, после годината нема ефект, затоа што си има инволутивна фаза, нормалната фаза на развој на хемангиомите е таков и не би требало да се дава после 12-13 месеци кај старост на детето. Што е со ласерското отстранување на хемангиомите? Кои се добрите страни, позитивните страни, а кои се негативните? Ласерското отстранување на хемангиомите ни е сочувано, да ги кажеме, за тие површни хемангиоми, односно народот ги вика хемангиоми, меѓутоа тие спаѓаат во групата на васкуларни аномалии, тоа во капиларните малформации, како што ги споменавме, нели, васкуларни аномалии, капиларните малформации, лимфатичните малформации, аве и венските. Ги кажеме после нешто кратко и за нив, меѓутоа овие капиларни малформации се задолжителни за ласерски третман. Пропранот не делува тука. Направени се некои обиди кај децата, меѓутоа немаме никаква регресија, морам да кажам, затоа што е сепак површно. Ласер во нашата земја немаме, на нашата клиника немаме, така да децата ги упатуваме или во Солун до сега, меѓутоа сега имаме една соработка со Институтот за мајки и за деца во соседна Србија во Белград, така да таму имаме ласер. Ласерот како терапија немаме еден ласер, него има повеќе типови на ласер кои што делуваат на овие и се употребуваат во терапија на хемангиомите. Порано беше многу потребан CO2 ласерот, меѓутоа заради доста групожилјок, заради келоиди кои што се стварат од кога ќе се собере нели тој хемангиом, сега се употребуваат други типови на ласер, се разбира со различна нели нанометри, бранова должина и така кои што се употребуваат, меѓутоа се смета дека некаде до 5 мм најубаво делуваат ласерските зраци да го сопрат, односно да го инволуираат самиот хемангиом, односно невусот или капиларната малформација. Родителите најчесто се плашат од овој зафат, бидејќи се прави со тотална анестезија, секогаш се применува целосна анестезија? Мислите за оперативниот третман? Да, со ласер. Јас конкретно прочитав со ласер даваат анестезија, меѓутоа после 6 месеци. Обично индикацијата е после 6 месеци, до 6 месеци ги чекаме овие дечиња. Така, што е со лимфогиомите? Дали и кај нив се употребуваат истите овие третмани или веќе тука станува збор за нешто поинако? Так, сега општо да кажеме, нели кажавме лимфангиоми, хемангиоми, така беше порано поделбата, меѓутоа сега имаме нова поделба. Тоа е најнова поделба која е прифатена. Самите васкуларни аномалии се делат на васкуларни тумори. Нели споменавме тумор, тоа се хемангиомите, па тука спаѓаат оние грануломи, пиогени грануломи кои што многу често ги среќаваме кај дечињата, а во групата на малформации спаѓаат овие, како што ги споменавме, нели капиларните, лимфатичните и аве малформации, за кои што не бих поменувала ништо, затоа што се навистина многу тешки, репетирачки, дури животно загрозувачки. Знаете дека аве малформации се најчести во мозокот, меѓутоа тоа е. Сега сакавме да прашаме за третманот. Третманот на лимфогиомите. Јас ќе го потребам зборот лимфангиоми, нели рековме дека се лимфатични малформации, тоа се тумори, тоа се оттеклини, да не спомнуваме дека се тумори затоа што се навистина од бенигно потекло и за малигнитетот нешто ќе кажавме, нели преска почнавме, меѓутоа не довршивме. Тоа се тумори од лимфно потекло кои што може да бидат микроцистични, односно макроцистични. Значи тоа се како саќи од грозје, наредени една до друга или една поголема цистична формација, најчесто се јавуваат на вратот. Споменавме дека интраутерино дури може да се докажат, нели? Меѓутоа децата се раѓаат со еден оток обично на вратот. Може да биде и безаслен, значи да нема никакви тегоби. Меѓутоа сме имале дете каде што е на вратот огромен, на јазикот, па детето не можеше да си го вовлече јазичето, да голта, исхраната беше тешка и така натаму. Порано беа лекувани хирушки, затоа што мораме да интервенираме, нели, за да може да се острани, за да го вратиме детето, витални функции се да му понудиме еден живот кој што ќе биде квалитетен, нели. Сакам да ја споменам новата метода која што почнавме на нашата клиника да ја работиме, а тоа е конзервативен третман со склерозација на лимфангиомите, односно лимфатичните малформации со блеомицин. Исто во соработка со Институтот за мајки и за деца и доаѓа еден професор, доктор Радој Симич, и со него почнавме да ги работиме како една нова метода, нека биде една промоција, нели, за нашата клиника, за овие дечиња.
се боцкаат со склерозантно средство. Склерозантното средство е блеомицин и тоа го употребуваме исто во сала. Ги внесуваме овие дечиња, значи со анестезија, се боцка од здравото ткиво, подиме према самата туморозна формација и аспирираме, ја добиваме таа сламена жолта боја, која што потоа се испитува на цитологија, нели, да нема малигност и така натаму, и го вбризгуваме блеомицинот. Се разбира дека имаме доза на тежина и така натаму, дека има, например, 2 до 3, максимум до 4 третмани, кои што подлежат овие деца со лимфангиоми. Несаканите ефекти не се многу мали. Обично, знаете, можда, меѓутоа не ги поврзуваме со самиот блеомицин, него ги поврзуваме со анестезијата, повраќање првиот ден, покачување на телесна температура заради нејадењето или невнесна течност и храна, тој ден кога треба да се сработат дечињата. Меѓутоа, навистина имаме регресија. Со овие дечиња што ги почнавме да ги работиме, регресија имаме на лимфангиомите. Значи, успешна ова метода. Ви посакувам уште многу успех во работата, многу успешни приказни и се надевам дека повторно ќе се видиме во емисијата. Јас се надевам. Почитувани, денешна гостинка во студиото беше доктор Розета Соколова, детски хирург од Универзитетската клиника за детска хирургија во Скопје. Ви благодарам што не следевте. До гледање.